Почитуван заменик министер, а еднаш би сакала да кажам почитуван министер. Замислете колку поинаку би звучало. Почитуван заменик министер, мислев на министерот да дојде на комисија, не вие министер да станете. Почитуван заменик министер, ми објаснивте како изгледа заемот за енергетска ефикасност кој го земавме, отпустите оние еден куп заеми што ги земавме во државава, што се задолживме за скоро 1 милиарда евра, се заборавивме со задолжувања, а на крај ќе го поставам прашањето каде се парите, колеги, ништо не видовме од тие заеми. И сега ми го зборувате заемот, а малку да го прочитавте амандманот и ќе видевте дека во амандманот конкретно се мисли за нешто што е предложено од страна на Социјалдемократскиот сојуз во општина Кисела Вода, господине Панчо Минов, за Кисела Вода станува збор. Станува збор во нивната програма за живот во Кисела Вода за сите. Замислете, овде стои дека општина Кисела Вода ќе се залага за промена на веќе постојните фасади во нови енергетски ефикасни, особено за старите згради што се во голем број на територијата на општина Кисела Вода. Дали знаете дека до сега ништо во Кисела Вода немаат направено кога се мисли за овој клучен проект во општина Кисела Вода? Бидејќи е клучен проект, заради тоа имав намера да помогнеме малку во работењето, бидејќи сме критикувани дека не помагаме. Па еве колеги, јас поднесов амандман со цел да помогнеме во работењето, да се изнајдат средства, нели, за да се овозможи изградба на енергетско ефикасни фасади во општина Кисела Вода. Промената на постојните фасади во нови енергетски фасади, значи за старите гради во Кисела Вода, е дел од тој клучен проект. Но знаете колку е лицемерието на најако пуштено? На најако е пуштено заради тоа што 3 пати, ова е 3 пат да се одбива истиот амандман. Да ве вратам назад. Со ребалансот за 2020 рековте, крајна година е, нема време да се направат. Дури колегата Костадинов, кој морам да забележам, не често го гледам на комисијава овде, се нудеше лицемерно, ако треба да побараме и заедно повеќе да обезбедиме средства, но сега бидејќи го нема колегата, нема ни таква помош да има. Со буџетот за 2021 година немаше театар, директно го одбија без образложение и дискусии секако. Денес верувам дека ќе дадете образложение некој од вас, едно ваше лично пратеничко видување, бидејќи ова сега беше образложение од страна на заменик министерот, кој ни кажа како ќе се трошат финансиите од оној заем за енергетска ефикасност, кој нема никаква допирна точка со ова што го зборуваме. И сега верувам дека некој од вас ќе даде образложение или пак некој ќе излезе овде на говорница, колеги, и ќе почне да зборува за Скопје 2014 можеби, ќе ви биде тема и тогаш се градело и некој ќе спомне дека се крадело. А за вашите милиарди, за вашето крадење, бидејќи нема градење, никој ништо не спомнува. Колеги, во вашата предлог програма од 2017-2021 година имате предложено низа мерки кои имаат за цел да го подобрат животот на граѓаните во Македонија. И сега јас ќе прашам, вака ли го подобрувате животот на граѓаните во Македонија со ветувања и измами? Измама е бидејќи она што се ветувало во Кисела Вода не е реализирано. Да не се навраќам кои се проекти не се реализирани и што не е направено, бидејќи верувам дека ќе имаме повторна можност истото повторно да го дискутираме. Заштита на животна средина.
Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, останува целосно посветена на обезбедување чиста и здрава животна средина и чист воздух. Замислете, ова стои во некоја програма, но изминатите 4 години се забележува значително намалување на загадувањето. Е реторика која секојдневно ја слушаме. И што гледаме ние? Бурлески. Ако памтите, имаше на времињата, бидејќи сега пред малце се спомнуваа едни други цртани, па еве и Монти Пајтон да го спомнеме. Се обврзувате на домакинско работење, отчетно, транспарентно работење. Значи, се ветуваат енергетско ефикасни фасади за зградите на улица Вера Јоцик, Петар Делјан, Михаил Чаков, Ѓорги Сугаре, Пушкинова, народни херои, Антон Попов и многу други улици во Кисела Вода, на кои им се вети енергетско ефикасни фасади, но зградиве денес немаат енергетско ефикасни фасади, а за жал ветувањата од ваша страна, нели, не се исполниле. И сега јас сакам накратко да спомнам нешто, бидејќи спомнуваме инвестиции во обновливи извори на енергија, бидејќи дискутираме овде за тоа како ќе се загрижуваме и како сте загрижени околу заштитата на животната средина, јас само сакам да ви го спомнам начинот на кој вие се загрижувате околу обновливите извори на енергија. Внимавајте. 2019 година, април месец, Заев и Кочо Ангњушев, тендер за изградба на фотоволтаици во рек Осломеј, Кичевско. Одобрен кредит од 5,9 милиони евра на компанијата Елем. Изградбата, велат, треба да почне септември 2019 година, а се очекува почеток на работа на почетокот на следната 2020 година. 5,9 милиони евра на компанијата, одобрени од Европска банка за обнови и развој. Не знаеме каде се, бидејќи на 12.2.2020 година техничкиот премиер Спасовски промовира јавно-приватно партнерство. Во меѓувреме отидоа. Имаме јуни 2021 година, Центар за комуникации на Социјалдемократски сојуз на Македонија, 70 милиони евра, велат, јавно-приватно партнерство со земји од Турција и Бугарија, многу добар проект за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, фотоволтаични централи. И сега отпуштувањава на работниците од Елем, од ТЕЦ Осломеј, каде ќе бидат? Престанокот на работа на овие лица, како сте загрижени? И господине Панчо Минов, бидејќи ми спомнавте сега, ми дофрливте, па јас да ви кажам каква врска има ова што сега го зборувам, бидејќи станува збор за обновливи извори на енергија и станува збор за заштита на животна средина. Па да ви го покажам лицемерието, како лицемерно се грижите за заштитата на животната средина, бидејќи најмногу што се грижи власта, а вие сте дел од истата, е тоа како да се краде, а не да се граде. Ке заштедите, знаете, ако беше ова се идеално, ке се заштедеше електрична енергија со производство од овие фотоволтаични централи. Ке заштедевме и од можеби нешто друго. Па замислете, ке заштедевме и ке имавме доволно средства да ја покриеме дупката која ја имаме во буџетов од 753 милиони евра. Замислете, ние можеме да заштедиме на мебел. Јас сега ќе ви кажам. Во моите пресметки што ги имав, за мебел, ние во овој буџет издвојуваме скоро 3 милиони евра. 2,5 милиони евра за возила. Па да почнеме од негде да заштедуваме. Така, со заштедување на непродуктивни делови
и инвестирање во продуктивни ставки можеме да ја заштитуваме животната средина и да си го заштитиме нашиот заедничкиот живот. Ви благодарам.